Италијанците се подготвуваат да гласаат на референдум внедела за промена на уставот. Аналитичарите страхуваат дека главна жртва на референдумот би можело да бидат италијанските економски реформи и банките. Имено не се исклучува можноста исходот од референдумот да предизвика владина криза во земјата. Премиерот Матео Ренци се закани дека ќе поднесе оставка ако гласачите отфрлат реформата. Тоа најверојатно ќе поттикне политичка нестабилност и ќе ги наруши финансиските пазари. Главно прашање на референдумот е предлогот на Ренци за укинување на горниот дом на парламентот, Сенатот, и негова замена со комора на регионални представници, која ќе има многу намалена моќ. Владата исто така предлага преземање на некои од клучните овластувања за донесување одлуки од регионите. Со тоа премиерот ќе добие поголема моќ и ќе може посилно да притисне во спроведувањето на економските реформи. Ренци во врска со овој негов предлог не успеа да обезбеди поддршка од 2/3 во парламентот. Како резултат на тоа, тој мораше да распише референдум. Првично, планот беше поддржан од 70% од италијанците, но кога Ренци лани рече дека ќе поднесе оставка доколку биде поразен, опозицијските партии го свртија прашањето на референдумот во де-факто гласање против неговото 2,5 годишно владење. Професорот по современа историја на Универзитетот во Рим, Джовани Орсина, верува дека Италија ќе има големи проблеми ако реформите не се спроведат. What I certainly see is major problems for the euro in the future if Italy doesn't make the reforms that make its public debt sustainable. And I believe that with a yes... Италијанската доверба во Европската Унија опадна по неодамнешната финансиска криза, а движењето 5 звезди и опозицијската Северна лига се противат на еврото. Матео Салвини, водачот на италијанската антиимиграцијска Северна лига, изјави дека ќе се кандидира за премиер на следните избори и ги повика италијанците да гласаат против и да се ослободат од еврото. È un esperimento sbagliato, una moneta comune per 18 economie diverse con 18 sistemi fiscali, giudiziari, sanitari diversi è un esperimento contro natura. Siamo ormai arrivati a 7 premi Nobel per l'economia che certificano la fine di questo esperimento. Ослабени од длабоката рецесија која зад себе остави 356 милиарди евра проблематични кредити, на италијанските банки им се потребни најмалку 20 милиарди евра капитал во наредните месеци за да ги покријат загубите. Проблемот ако Ренци загуби е дека би можело да се влезе во период на политичка нестабилност во Италија, а инвеститорите го мразат тоа, вели главниот дописник на новинската агенција Reuters Криспиан Балмер. The problem if Renzi loses is that it could usher in a period of political instability in Italy and investors hate that. Судбината на администрацијата на премиерот Ренци ќе се решава по затварањето на гласачките места внедела во 23 часот по локално време.